Почнете од почеток со Бони Сала. Благиот одговор ја облажува јароста, а грубиот збор го зголемува гневот. Изреки, 15 глава, 1 стих. Ако имаш деца или внуци, знаеш дека може фрустрирачки да забораваат да си го средат нередот што го создаваат. Мојата пријателка Минг кажа дека една од нејзините најголеми иритантни навики е тоа што мора постојано да ги потсетува децата да се навалат над нивните чинии кога јадат. Минг сака да ги научи да не ја расфрлаат храната и да не отвараат повеќе работи за другите со нивна безгрижност. Таа призна дека им го кажува ова толку често што се чини строго. Едно попладне Минг случајно истори полна чинија тестенини врз себе и на подот. Таа веднаш си помисли како би изреагирала ако едно од нејзините деца го стореше истото нешто. Синот на Минг го виде настанот и најпрво беше изненаден, а потоа ја праша мајка му дали е добро. Тоа беше одговор од внимателно срце. Ја натера Минг да размисли за тоа колку често ќерка ѝ беше строга кон себе си кога правеше грешка и строга кон брати кога тој ќе направеше грешка. Најверојатно го научила тоа од Минг. Болно е да се увиди дека го пренесуваме нашето најлошо однесување на нашите деца. Како што Бог ни дава благодат, и ние можеме да бидеме пример на благодат кон себе си и нашите деца, кога некој од нас прави грешка. Минг одлучи да биде внимателна нејзината прва реакција кон незгодите, или лошото однесување да биде смирена реакција. Не е предоцна да ја научи ќерка и дека се случува незгода и нежноста е секогаш подобар прв одговор отколку лутината. Следевте еден момент на рефлексија од Бони Сала. Почнете од почеток со Бони Сала.